Се наоѓаме во село Полето, каде што гледаме голем број на разни видови на растителни култури, земјоделски. Да ни кажете нешто повеќе со каков расет располагате? Располагаме со биф, испитан патлеџан, убав, ран, најрање во фолиите, розав, црвење бучар, пиперот, добра сорта. Това е тоа. Гледаме 2-3 фолии имате тука, на колкава површина? Редовно со ова се занимавате? Да. Имаме краставици, имаме теквички за пражење. Сите. Што е најпарано, еве на градскиот пазар сте често присутни? Патлеџанот биф, најраниот патлеџан за фолии. Се бара, и пипери, и патлеџани. Кога почнува сезоната? Што сега во моментот од овој расет е најидеално да почне да се сади? Оти пролета еве само што дојде, иако температурите малку се ниски уште се бајле. Почнува свет зима расат, садат. Са малку закаснаа пролета, ама това е това. Времето си е да се сади. Фолиите ги садат редом. Колку корени има еве на целата оваа површина тука што имате? Отприлика не може да ги изброите, да ја, ама Па може да пикиран има над 10.000. Волиите колку има, кој те знае. сигурно имате побарувачка од секаде? Има. Има редовни муштери што зимаа сека година, што не сме ги излажали, што са сигурни, това што и го даваме. Това е тоа. Потоа, кога дојде време, сигурно ова и го садите и продавате на пазарот. Да. И пипери, патлеџани, се. Што искараме се на пазар. Природно, без никакви вештачки. Без прскањата, без природна вода. Това е. Добро. Друго нешто занимавате ли се освен тоа? Гледаме тука кокошки чувате. Чисто за дом. За дом. Кокошки, свиња. Повеќе пазара од дома ми иде, пошто ме знаат. Луѓето. Ова овде, што е? Краставичка. Каква, рана сорта или? Рана сорта. Поли. Дали таа веќе може да се сади? Да. Тука имаме и друг вид расат, марула која е најбарана како раноградинарски производ. Дали таа веќе е стасена за продажба? Правиот пат ја отсекох, продадох, са е таа втора рекорда. Реколта, да. И луки, кромит. Така, 3 фолии рековме. Да. Оваа локација е село Полето. Село Полето. Гледаме претежно тука 2 километар и пол од бензинска. до патот сте на добра локација. Да. Во период сме на пандемија, дали тоа се одрази на работата на произведувачите? Не, кој си работи, мора да го работи тоа. Нема пандемија. Нема некоја голема загуба, значи. Не.